Не очекува последната фаза од подготовките. Тоа може да се каже последен тест ќе бидат овие надпревари. Иако ние не планиравме да играме со репрезентацијата на Црна Гора, затоа што првата средба е со нејзе, сепак по отказот на репрезентацијата на Бугарија во овие моменти е тешко да се најде друг противник и прифативме да играме и со нив и со Нов Зеланд, затоа што навистина ни се потребни надпревари, бидејќи малце покасно, знаете и сами, се приклучија Мекелеб и Гечевски, така да ќе ги одиграме овие два надпревари со Црна Гора и со Нов Зеланд, каде што очекувам дека сигурно ќе одиграме поквалитетно од оној турнир што беше во Словенија, затоа што веќе почнавме да работиме во малце подруг систем, веќе ја финализираме нашата работа, иако да бидам искрен се соочуваме и со некои ситни проблеми, со некои повреди и малку и условите за тренинг малку се тешки со овие горештини. Меѓутоа, сепак, мислам дека играчите оние што беа поготово во тренажен процес од почетокот на припремите се наоѓаат во подобра форма од она што беше минатата недела и очекувам дека до крајот ќе избрусиме формата и што подостојно да презентираме нашата репрезентација во Литванија. После овие два надпревари ќе нема више пред Европското првенство. Можда и тој присилен надпревар со Црна Гора, по моје некој лично видење, нема да биде толку лошо, да покажеме да видиме нивни систем како играат, да се спремиме подобро за нив, да имаме подобра слика за нив на тоа Европско првенство. Што се однесува до тој некој тренажен процес, и самиот селектор Докудовски кажа дека сме во малце подруга фаза, веќе влеговме во тој некој тренажен процес од топка, кај што ги финализираме тие некои ситуации на сите тие некои наши акции и некој лично моје мислење е дека сме многу поподготвени него на тој турнир во Љубљана и сега и овие наши два многу битни играчи кои што се Мекелеб и Гечевски се приклучи и полека го фати тој некој ритам и на акции и на тренинг. Сега им е битно да одиграат два надпревари со нас, мислам, веќе се они вклучени во екипата, меѓутоа пак да не осетат, да се уиграат уште малце со нас и да го финализираме тој завршен додир пред ова Европско првенство. Прво морам да кажам дека многу ми е драго што сум назад, после 2 години пауза. И многу ми е драго што прво што ги гледам со играчите и тренерот Докузовски, и што веќе добар дел од времето сум со нив, а и вас исто. Сигурно дека за Македонија два пати поред да се биде на Европско првенство е еден стварно голем успех и некој континуитет на работа кој што дава резултати, така да ми се чини дека заслужено сме таму и сега само на нас е да прикажеме што подобри игри и да постигнеме што подобар резултат. До доаѓањето на Гечевски и Мекалеб мислам дека тој проблем е решен и дека сега само ни преостанува остатокот на новија припреми да го искористиме што подобро да се поиграме, бидејќи мислам дека тоа ни беше и најголем проблем и на тие почетни турнири и на турнирот во Словенија. Како што кажа и Пеџа, мислам дека сме многу поподготвени и така и физички и тактички, едноставно повеќе тренираме со топка. Така да мислам дека публиката ќе ужива на овие наши две утакмици и дека ние сигурно ќе дадеме све од себе да им покажеме дека Македонија има квалитет и дека Македонија може да се бори за добар пласман во Литванија. Шансата ќе ја гледаме од надпревар во надпревар. Значи за нас објективно да збориме нема да има лесен надпревар, да кажеме овој надпревар сигурно ќе го победиме. Меѓутоа сигурно дека па и на ниеден надпревар нема да влеземе, да речеме овој сигурно ќе го загубиме и ќе тактизираме нешто. На сите надпревари ќе влеземе максимално, нашата игра се знае од прилика, ние сме доста побрзи од другите репрезентации во смисла на плеймейкерска позиција, е тука нашата предност и мислам дека тука ќе пробаме да направиме, да ги расшириме противниците и да со една цврста одбрана да пробаме, ќе ни биде сигурно проблем
копот под кош, затоа што тука го имаме објективно како права петка само Самарчиски. Значи, во сето тоа ние треба да ги задоволиме и вкусовите на љубителите на кошарката, меѓутоа треба и да испробуваме некои тактички варијанти, а треба и да ги вклучиме и Макалеп и Гечевски на овие надпревари. Така да треба да направиме комплетно од сите работи, све сега ќе видиме на крајот. Се надевам дека на СДК од сен тоа ќе излезе како што посакуваме. Меѓутоа после турнирот ни останува душ една недела права работа каде што ќе треба баш да ги исправиме тие некои работи што ќе ни недостасуваат. Така да ние не сме оптеретени со тоа. Јас знам дека играчите ќе дадат максимум, затоа што и да сакате да како тренер да кажете не чекај ќе тактизирате, сепак кога ќе биде полна салата, самите играчи се мотивираат и они ќе даваат максимум, така да не можете тука да и нормално е затоа што веќе кажав, тоа не е последен тест.